Во периодот од 2007 до 2017 година приходите на ПИОМ се зголемиле за 64%, додека трансферите од буџетот кон фондот пораснале за дури 174%. Во истиот период трошоците за исплата на пензиите се зголемиле за безмалку 100%. Во 2017 година вкупните приходи на ПИОМ изнесуваат 1 милијарда и 62 милиони евра, од кои како изворни приходи од придонеси се 579 милиони евра. Околу 44% од сите приходи или 463 милиони евра се пари од буџетот на државата. Инаку во 2017 година позаемниците изнесуваат 9,6 милиони евра по месец во просек или 115,5 милиони евра на годишно ниво. На расходната страна трошоците за пензии опфаќаат речиси 80% од вкупните трошоци на ПИОМ. Вкупните расходи за пензии лани биле 844 милиони евра за исплата на редовни пензии, за минималните земјоделски пензии и за воени пензии. На крајот на годината имало вкупно 398.000 корисници на пензија и бројот на годишно ниво е зголемен за 1,52%. Друга ставка од расходите се парите кои ПИОМ им ги уплаќа како придонеси на приватните пензиски фондови. Лани се работело за 102 милиони евра. За плати на вработените ПИОМ лани потрошил речиси 4 милиони евра, а 2,5 милиони евра биле потрошени за набавката на материјали, плаќање на судски извршни исправи, патни трошоци за вработените. Ако се анализира динамиката на расходите во изминатава деценија, може да се заклучи дека растот е значаен, а тоа најмногу се должи на зголемувањето на бројот на корисници на пензии, но и на зголемувањето на пензиите во сума. Неколку меѓународни институции, но и домашната експертска јавност во повеќе наврати сугерира да се зголеми старосната граница за пензионирање или да се зголемат придонесите, потези кои треба да придонесат да се намали минусот кој редовно се јавува во државниот пензиски фонд. Според податоци од завршната сметка на ПИОМ, на еден пензионер има 1,9 вработени. ПИОМ не може да исплати стари побарувања од граѓани и фирми кои должеле и пред 2008 година, кога немаше интегрирана наплата на придонесите, што сега оди преку управата за јавни приходи. Според неофицијални податоци, на крајот на 2017 година ПИОМ има ненаплатени побарувања од околу 111 милиони евра, од кои најголем дел се на 606 фирми кои отишле во стечај, кои должат 35,2 милиони евра. Долговите на над 1000 фирми кои немаат жиросметки се 7,8 милиони евра, додека компании кои се неактивни на ПИОМ му должат 19,5 милиони евра. Државниот пензиски фонд има 3000 должници, фирми со блокирани жиросметки, а кои должат над 19,2 милиони евра, побарувања и од 1656 обврзници за кои се води постапка и сумата на долгот по овој основ изнесува 12,4 милиони евра. Долговите пак на 4721 физички лица и индивидуални земјоделци изнесуваат 16,8 милиони евра. Од ПИОМ не соопштуваат дали меѓу должниците има и свештени лица и колку од нив ќе земат пензија ако не плаќаат и сега.